Вести на Слободна ТВ. Владата има многу јасен план за справување со енергетската криза, а тоа е ставање во функција на сите енергетски капацитети, оспособување на блокот 3 во рек Битола, ставање во функција на ТЕЦ Осломеј, а од утринава во функција е ставен и првиот котел на ТЕЦ Неготино, изјави денеска премиерот Димитар Ковачевски. Првиот котел на ТЕЦ Неготино Ковачевски посочи дека веќе произведува електрична енергија со моќност од 60 мегавати, а до крајот на денот треба да се искачи до 85 мегавати, додека тимови на експерти веќе работат на пуштање и на вториот котел. Ковачевски исто така рече дека се работи постојано и се разговара со сите земји за најсоодветно снабдување со енергија, меѓу кои Србија, Бугарија и Турција. За финансирањето на сето ова рече дека веќе е обезбедена финансиска конструкција со билатерални кредитори, а во скоро време очекува да завршат и преговорите со ММФ, но и дека се разговара со некои финансиски побогати држави од Блискиот Исток. Во оваа работа нема политика и дневно политички поени и апелирам до пратениците од опозицијата што побрзо и без никакви уцени да се одобри кредитот од ЕБОР за ликвидни финансиски средства за ЕСМ, изјави Ковачевски. Во однос на Скопје, премиерот рече дека има два дела: затоплување на градот од нов оператор за што ЕСМ веќе има добиено лиценци, и второ, обезбедување газ за работа. Во однос на цените на останатите енергенски, Ковачевски рече дека високите цени на дизелот се должат на тоа што тоа е воено гориво и затоа неговата цена расте. За доверителските односи меѓу ЕСМ, БЕК и друг провайдер на услуги, Ковачевски изрази уверување дека ќе бидат решени согласно со законот за трговски друштва и облигацијски односи. Угостителите и хотелиерите ќе добијат владина поддршка, додека пак рудниците, казината, банките и сличните такви дејности нема да бидат поддржани. Ова го најави министерот за економија Крешник Бектеши, според кого ќе им се помогне и на најранливите категории граѓани, а ќе се донесат и соодветни мерки во делот на замрзнувањето на цените на маржите. Според Бектеши, одредени хотели и угостителски објекти се на регуларниот пазар и имаат загарантирана цена на струјата до 31 декември, а за оние што се на слободниот пазар, владата до крајот на оваа недела ќе излезе со конкретни предлози за да ги намалат трошоците на електрична енергија. Министерот информираше дека во однос на недостигот на квалификувана работна сила во туризмот веќе се работи за ново законско решение за олеснување на процедурите по едноставно добивање дозволи за работа во државата. Сојузот на синдикатите на Македонија чека да биде повикан на суд на првото рочиште, откако на 1 септември поднесе пријава до Основниот граѓански суд со барање да се поведе постапка против владата поради непочитување на законот за минимална плата, кој предвидува усогласување на платите на сите останати вработени во јавниот сектор, онаму каде што државата е работодавач. Председателот на ССМ Дарко Димовски изјави дека на суд ќе ги изнесе нивните докази дека работниците се оштетени со тоа што не им се зголемуваат платите за 18,4% согласно законот за минимална плата. На истекот од законскиот рок од 6 месеци за усогласување на сите плати со порастот на минималната, која во март беше зголемена на 18.000 денари, Димовски потсети дека ССМ издействувал зголемување на платите со потпишување колективни договори во јавни комунални предпријатија во дел од општините, но не успеале, како што изјави, во институциите кои се под капа на државата и владата. На ова реагираше вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, според кого усогласувањето со одредено линарно зголемување на платите не е решение. Владата се залага да се дефинира методологија за зголемување на платите во јавниот сектор, која ќе биде базирана на продуктивност и ефикасност, како што тоа се бара во приватниот сектор, а секако и со нов закон за плати во јавниот сектор, изјави Битичи. Околу законот за минимална плата, Битичи вели дека процесот на усогласувањето бил прекинат со одлуката на ССМ да штрајкува. Не се очекува бегалски бран од Русија, изјави премиерот Димитар Ковачевски, според кого ние како држава немаме конекција со Москва, како што тоа го имаат другите држави. На прашањето доколку има руски бегалци, дали ќе го имаат истиот третман како и украинските, Ковачевски изјави дека украинците имаат третман согласно со меѓународните организации во кои Македонија е членка и има обврска за згрижување на бегалци од војна. Во изминатите денови илјадници руски државјани ја напуштаат земјата во обид да избегнат мобилизација, откако рускиот претседател Владимир Путин минатата седмица нареди делумна мобилизација на 300.000 резервисти.
Русите најчесто со автомобили се упатуваат кон границите кон Грузија и Монголија, каде што чекат и по 48 часа на граница, бидејќи цената на авионските карти на оние кои се уште се достапни значително се зголеми и достигна по неколку илјади евра. Меѓу земјите на кои руските државјани им се овозможува влез без виза се Србија, Турција, Грузија и Ерменија. Поради што руски претседател Дмитрий Медведев изјави дека Русија има право да користи нуклеарно оружје доколку е потребно и дека тоа секако не е блеф. Медведев посочи дека Москва ќе мора да одговори на заканите доколку бидат нападнати нејзините граници. Тој предупреди дека Русија ќе одговори без многу консултации, бидејќи се зголемуваат тензиите со Западот поради дискредитирање на референдумите што се одржуваат за тоа дали територијата окупирана од Русија треба да се приклучи на Руската Федерација. Медведев не верува дека НАТО ќе реагира дури ако Русија употреби атомско оружје во Украина. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.